признаваш. Така е, ти го признаваш преспанскиот договор, додека ние децидно велиме тој преспански договор е потпишан неуставно, значи го потпиша министер за надворешни работи. Може да го потпишам. Потпишан е неуставно, требаше председателот да биде вклучен Не, во тој може процес. министерот да потпише. На крај и председателот не даде потпис за објавување во службен вестник. Значи целата процедура е неуставна, па и да го земеме тоа, вие учествувавте во тоа движење за бойкот, ако не грешам, на референдумот. Референдумот не успеа. Дали сте размислувале во таа насока, сте имале ли понуда, ви се јавиле ли од ВМРО ДПМН? Ако ви се јавиле, дали размислувате да седнете со нив на маси кои би биле барањата кои што би им ги испорачале? Значи многу просто, левица сака да мислам, левица е наменета да дојде на власт. Тоа е апсолутно, ние не сме наменети за да останеме во опозиција, но од друга страна ние не би влегувале во власт за некои директорски или министерски места, ние имаме платформски начала заради кои би влегле во влада. Едно од тие работи веќе на јавноста е позната македонската платформа, таа се однесува на македонските државни позиции и мислам дека таа е прифатлива за една влада која би сакала да ги заштити тие македонски позиции, но искрено се сомневам дека ВМРО ДПМН е на тој став, затоа што ВМРО ДПМН веќе влезе и во правдање на преспанскиот договор, затоа што за нив всушност сега тезата е СДСМ не знаеше да го применува. Еве сега ние ќе покажеме како се применува преспанскиот договор и тие всушност нели легнаа на брашното ваква врска со преспанскиот договор, но повторно се вратам на нели потенцијалното коалицирање, ние не добиваме никакви покани, очигледно дека ВМРО ДПМН не е спремно да направи една коалиција на принципи, туку сака да продолжи да го прави тоа што го правеше од позиција на локална власт, а тоа е да го пумпа народниот буџет за да ги богати своите функционери, за да ја богати својата партија. Од друга страна, гледаме дека Влен, потенцијалниот нивен коалицијски партнер, и понатаму продолжува со некои перепети кои се нелогични. Еве, нели Таравари излезе со информација дека очекуваат внесување на бугарите во уставот во првите 6 месеци. Јас од терен знам дека ВМРО ДПМН преку своите активисти низ цела држава ја расшири приказната дека нема да ги внесат бугарите во уставот. Зборам теренски, тет-а-тет со луѓето, но како многу пати претходно, мислам дека тие нема да се задржат на своето ветување. Од друга страна, не само македонската платформа, ние имаме и некои решенија за политичкиот систем. Едно такво решение е за една изборна единица. Ние сакаме, кога би влегувале во влада, еднаш за секогаш да се реши овој проблем со геримандеринг кој го имаме во Македонија. И дури еве, кога сме веќе на таа тема, сакам нешто да ви посочам, затоа што низ јавноста, верувам и вие видовте колку тежи еден пратеник, дека левица влегува со 11.000 и повеќе гласови. Вашиот влезе некаде околу 12 вредеше. Така е, додека на ДУИ со 7.200, но тоа може да се постави и различно. Тоа може да се постави дека 23.000 гласови кои левица ги добила не биле валоризирани во пратенички мандат. Значи некаде 35% од гласовите кои ги доби левица не беа практично фрлени во канта заради овој изборен систем. ВМРО ДПМН повторно ветува една изборна единица. Да, и 90 пратеника. Тоа за вас прифатливо е? Би гласале за такво решение? Апсолутно, да, затоа што треба да се намали бројот на пратеници и со тоа да се зголеми и вакво квантитетот нели на еден пратеник. Така што Добра, а колку нели? Сега сепак тоа кој ќе се направи, веројатно ќе се стави некаков праг за влез во парламент. Како вие го замислувате тоа решение? Еве тој дел, затоа што еве, кој што те разбрав мислам дека добро, велиш 90 пратеници окей, велиш окей за една изборна единица цела Македонија, колку би бил за вас прифатлив некој праг за влез во парламентот? Прагот мислам дека при таква ситуација кога би се намалил бројот не е ни битен. И сега ќе ви кажам зошто. Значи прво, кога би се намалил бројот на пратеници, еве да кажеме на 90, не би влегувал пратеник со 7.000, туку би влегувал со 13-14.000. Тоа практично ја трга можноста, да кажеме, тоа се вели во политологијата фринж партии, тоа се нели екстремни партии со многу специфични идеологии кои може да бидат штетни. И сега кога ти ќе го зголемиш тој прагот, многу е тешко да се дојде до 13.000, или па како Фијат Цановски што правеше со купување на пратеник преку подкупи, преку такви работи. Еве, окей, ајде сега плати 14.000 луѓе, не 7.000 луѓе, сега плати 14.000 луѓе за да влезеш, што е многу потешко. Така да прагот не ни мора да постои во таква ситуација, а и генерално тоа е добро за демократизација на процесот. Добро, ама они претпоставиле дека ќе стават праг и се збореше на праг некаде од 5%.
Тоа е јас мислам дека неприфатливо 5% праг, тоа е премногу, затоа што 2020 левица освои речи се 40.000 гласови, а немаше 5%. И што значи тоа дека тие се имавте 7 овие. И што значи тоа дека тие 40.000 небитни гласачи се небитни? Ама тоа е логиката практично на овие партии. Ние гледаме како ВМРО ДПМН веќе се понаша, дека дури Бране Петрушевски во дебата пред да бидат изборите, он кажа една работа, вели само ВМРО ДПМН може да зборува во името на народот затоа што ние сме добиле тој број на гласови. Значи на 50% излезност. Ти ако добиеш 30% од тие гласови, значи тоа е еден мал дел од државата, фактички 15% од милионите држави, како тоа тебе ти дава легитимитет да зборуваш само ти во името на целиот народ, но тоа е нели нивниот начин на размислување и мислам дека прагот 5% само би допринел авторитарна логика. Апсолутно и ќе го загуши демократскиот процес дополнително, но еве ќе ви кажам едно што се случи после изборите. Мене кандидат за пратеник на ВМРО ДПМН од изборна листа од мојата изборна единица од Војка, веднаш после тоа затоа што јас имав нели објава на Facebook во врска со тоа колку тежи еден пратеник и пораката беше треба да се донесе една изборна единица. Сега нема да го именувам, некогаш ќе го именувам, сега нема. Ми пиша како можете вака да гледате само од своја перспектива, една изборна единица е непродуктивно, а тие тоа го ветуваат. Тоа мене ми кажува дека ќе поминат уште 4 години дека тоа нема. Тоа многу тешко, Тоа нема да се случи и дека тоа е само една во низата од лажните ветувања. Генерално е многу добра, генерално е добра идејата, и 90 пратеници е добар проект. И една изборна единица е одличен. Мислам дека ако они имаат на крај на мандатот или пред било кој дали ќе бидат вонредни или парламентарни избори, ако имаат математика дека со една изборна единица би имале подобра позиција во собрание, можеби тогаш и да се одлучат да се оди со една изборна единица. Мислам дека тоа ќе биде зависно од моментот кога ќе се одлучува. Вака кој што стојат сега. Да, ма еве сега ќе ви поентирам нешто обично. Логиката е дека ти одговара една изборна единица на крај на мандат кога гледаш дека губиш. Да. Фактички, нели ако ти или сметаш... кога гледаш дека добиваш. Ако со една изборна единица добиваш повеќе него со Донт, онда и... Да, ма ако ги победуваш изборните листи, ти одговара Донтовиот модел. Тоа е сега факт. Да, ако си прв, секогаш... сега на СДСМ, например, се покажа дека би му одговарала една изборна единица, нели, па на нив исто многу гласови му отидоа во канта, но мислам дека кога си пред пораз, пробуваш да скрпиш што можеш, пробуваш да докрадеш што можеш, а не па да одиш на некои политички решенија. Се прашањето ми е рече дека ВМРО ДПМН не ви се јавиле, не ве побарале, ти сметаш дека тоа е прекршување на тоа што ти го зборуваа за принципи. Апсолутно. Ама мислиш дека е прекршување на принципи или едноставно во овој момент левица не им треба бидејќи најавуваат дека имаат повеќе од 61 пратеник? Се шпекулира дека веќе имаат обезбедено повеќе од 61 пратеник, па левица сега ќе остане како опозиција. Еве сега отворено ќе ви кажам како што не сме добиле повик за влада, така и не сме добиле повик за никакво пазарување. Ние низ медиумите слушаме дека се зборува за преминување на пратеници од една коалиција во друга и тоа не е прв пат, тоа секогаш се случува и всушност верувам дека граѓаните ќе почнат и да го препознаваат дека буквално пратениците после изборите се понашаат како стока на сточен пазар. Значи буквално секој има своја цена и си преминуваат од еден табор во друг табор, затоа што тоа не се политичари, тоа се едноставно паразити на државниот систем, тоа се предатори кои имаат само за цел да продолжат да крадат и да ги задржат своите удобни позиции. Левица не добила таква понуда, нити верувам дека ќе добие, затоа што знаат дека идеологијата која што има левица, мислиш дека доволно е силна идеологијата да ги задржи сите ваши пратеници, сите 6? Секако, да, апсолутно, и верувам дека така ќе биде низ целиот мандат, затоа што ние од тие 6 петорица се во најголемото, највисокото извршно тело на партијата и тоа не се станува преку ноќ дел од тоа извршно тело, тоа е еден процес, еве јас ние видовме подпредседател на политичка партија кој што ја напушти политичката партија, отиде со ВМРО ДПМН. Апсолутно, ама тоа се криминални партии, просто јас не можам подпредседател зборам за Гром. Да, Пренџев. Па, тоа е тоа. Тоа е во однос на... дека се во највисокото тело на партијата, тоа и не е некоја гаранција. Да, ма левица има идеолошка кохезија и левица е просто... Тоа ми е прашањето, дали мислиш дека е доволно силна таа идеолошка кохезија да ги задржи сите пратеници во вашата пратеничка? Да, ма и ние низ годините покажавме дека имаме и најздрава идеологија практично, ако ги гледаме неспорно идеолошките позиции, дека цело време ги задржуваме идеолошките позиции, независно што се случува, независно дали е тоа локалната власт или централната власт, дури на локалната власт, јас како советник, еве,
Ние не сме имале во град Скопје не се гласаат дупови на пример да кажеме, ГУП-от не се донесе во овој мандат и веројатно можеби нема да се донесе до 2025, но низ локалните совети низ државата нашите советници докажаа дека може да се држат позиции независно што се случува. И за прв пат тоа доста пати сме го кажале, за прв пат нашите советници не се познати по тоа што се локални мокиници кои влегувале предходно. Еве ќе го кажам како примерот со Бајрам, вакво советникот во град Скопје од СДС кој е Габриел Бајрам, да, кој е бизнисмен практично, нели? Да. И тој се најде на листите на СДСМ, верувам затоа што е мокник. Тоа е работата, да, рудар е тој. Кај нас не е така. Саша Јанчев беше советник исто. Советник во Гевгелија. Да, и он се стана пратеник. Да, и он стана пратеник. Да, види, спомна нешто интересно на почетокот. Видиш, ВМРО ДПМН го почитува Преспанскиот договор, го спроведува. Гледаме грциве се љутат, не го почитувале. Зашто мислиш сега грците викаат дека не го почитуваат, а ти се го каже обратното, спротивното? Кој е позадината, мислам, на што мислиш дека го почитуваате Преспанскиот? Како мислиш? Затоа што нивните политички аналитичари, тоа што нели претседателката Гордана Силјановска при заклетвата нели не го кажа, не ја кажа формулацијата која е нели навредлива за народот, туку го кажа само нели на Македонија. Нивните аналитичари почнаа тоа да го објаснуваат не како пркос, туку како правна можност. Знаете, тоа е нејзино самоопределување, па заклетвата била ваква, заклетвата била таква, значи тоа е веќе објаснување како Преспанскиот договор може да се интерпретира. Тоа е почитување на Преспанскиот договор практично Де факто они не го прекршија, туку само признаа дека тој постои, ама може да се интерпретира и вака. Апсолутно, додека со самата интерпретација ти веќе го признаваш. Така е, ти го признаваш Преспанскиот договор, додека ние децидно велиме тој Преспански договор е потпишан неуставно, значи го потпиша министер за надворешни работи. Може да го потпишам. Потпишан е неуставно, требаше претседателот да биде вклучен во тој процес. На крај и претседателот не даде потпис за објавување во службен вестник. Значи целата процедура е неуставна, па и да го земеме тоа, вие учествувавте во тоа движење за бојкот, ако не грешам, на референдумот. Референдумот не успеа. И сега искрено чисто за јавноста да потенцирам и малку е дегутантно како политичарите нели се продаваат, по ова прават, по направат, тоа и сега со Максим Димитриевски ситуацијата. Тој беше дел од тоа раководство кое нели го склучи тој договор, кој го испреговара тој договор на СДСМ, нели СДСМ. Он беше тоаш градоначалник на Куманово. Се китеше со Преспанскиот договор и тој стоеше во кампањата. Апсолутно, тој агитираше за Преспанскиот договор. И јас мојот сега колега пратеник Даниел Стојчевски од изборна единица 2 носител на знамена дебата го прашав тоа. Значи вие агитиравте за тој Преспански предлог кој меѓу другото, не само што го смени името на државата, го тргне јасно од преамбулата. Мислевте ли дека тоа е последниот услов, па сега нешто правите некои циркуси во врска со бугарите во уставот, ама и пак Максим Димитриевски рече дека ќе го поддржи внесувањето на бугарите. Дена со одложено дејство. Да, со одложено дејство. Вие под ниеден услов не би поддржале? Апсолутно под ниеден услов. Апсолутно под ниеден услов. И тоа е многу просто, значи ние имаме дадено милион аргументи. Не се само политички, туку и правни аргументи. Најакиот мислам дека правен аргумент треба да се свестиме дека тоа бугарско малцинство, така наречено, мислам, пак тие луѓе ете 3000 постојат колку што постојат, но ситуацијата знаеме каква е. Ние сме дојдени каде што државата е веќе распадната, значи државата е одамна колонизирана, државата е пропадната и сега навлегуваат туѓите интереси на нацијата, на народот. Сваќате, значи државата веќе не може да ги штити како купола, сега пробува да се колонизира народот. И со внесувањето на бугарите во уставот, верувам дека бугарските служби, човече Виктор Стојанов се шеташе низ државата и правеше нешто што служби го прават тајно, он го правеше јавно. Значи тоа практично покажува дека државата веќе не може да одговори и дека сега намета е народот. Сега следен за колонизирање, следен за добивање апсолутно народот и нацијата. Ако добро